Сега го повикувам да ми се обрати генералниот секретар на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Андреј Петров. Добро вечер, Битола. Кога ми кажува моите другари, моите колеги како е во Битола, мислев дека малку претеруваат. Кога се слуша со Васко и со Менде, исто така мислев дека од љубов спрема Битола малку претеруваат, а сум се излажал. Битола е јака. Многу појака и од она што ние верувавме дека е јака. Најака е. Драги другари, другарки, драги битолчани, пријатели, денеска во Битола овој караван на отпорот кој оди низ цела Македонија во Битола покажува дека од ден на ден сме се повеќе и повеќе. Сите оние кои мислеа дека ова ќе трае само 5 дена се излажа. Го трае скоро 50 дена и нека не верат гаѓе ќе продолжи до крај, до победа, до предвремени парламентарни избори. Сакам тука да споменам двајца кои многу сакаат да зборуваат, едниот за СДСМ, другиот за Битола. Едниот е Груевски, а вториот е Талевски. Ама ќе почнам со овој вториот. Тој вториот после 8 години градоначалнички мандат. Вчера се осмелил да каже дека битолчани научиле како да прават деца. Поголем срам за конзулска Битола не сум слушал. Време е овој човек да го испратиме таму кај што му е местото во театар. Овој вториот, Груевски, пред некој ден објаснува како немало да има предвремени парламентарни избори и наоколу шири како Социјалдемократскиот сојуз ќе одел во историјата ќе се распадне. Сакам да му порачам со медицински термин. Тоа се нарекуваат халуцинации. А дека се халуцинации потврдува денеска Битола тука. Сите денеска што се во Битола, сите денеска што се наоѓаат тука со нас на овој караван на отпорот во Битола, гледаат дека секој ден сме се повеќе и повеќе, ни се приклучуваат многу луѓе. И треба да направиме напор да ги обединиме сите. Сите луѓе кои не се задоволни со своето живење, кои тонат во сиромаштија, кои не сакаат да веруваат дека црното е бело, кои едва и крај со крај скрпуваат. Повелете, дојдете, приклучете се на отпорот, тука ви е местото. Не ви е местото дома. Само заедно можеме да направиме многу повеќе. Ние од СДСМ, нашите коалициони партнери од Сојузот за едината, кои се со нас тука, ќе направиме се што можеме. Ама само заедно можеме да направиме многу повеќе. Заедно можеме да ги пратиме оние кои сакаат другите да ги испратат во историјата, да ги пратиме во историјата, ама во темното место на историјата. Заедно тоа можеме да го направиме. Уште еднашка да ви подлечам и на вас кои сте тука, меѓутоа и на целата јавност во Битола. Ке одиме до крај. Нема да се повлечеме. Не блефираме. Не правиме нешто само заради тоа што така сакаме да представиме. Решени сме. Или во Македонија ќе се врати демократијата, која беше брутално згазена на 24 декември, кога пратениците македонски беа тепани, кога новинарите македонски беа тепани, кога народот македонски беше тепан, кога лидерот на опозицијата беше тепан. Или ќе ја вратиме демократијата во Македонија преку предвремени парламентарни избори, или СДСМ нема да оди на локални избори и мандати од опозицијата во собранието на Македонија нема да има. Што ќе ни се мандати ако нема демократија, драги пријатели?
Заради сето тоа, апелирам до власта, дајте еднаш после 7 години, кај што направивте од Македонија крчма во која се е возможно. Нека преовладее разумот. Покажете дека ја сакате сопствената земја, дека ја сакате демократијата. Покажете спремност за разговор, покажете спремност за парламентарни избори. Ако ве сака народ, победете на предвремени парламентарни избори. Ако не ве сака како што е, заминете во опозиција, бидејќи Македонија заслужува да ја водат подобри луѓе, заслужува подобар просперитет, Македонија заслужува демократија, заслужува да биде членка на Европската унија и НАТО. Да сте здрави и живи битолчани, да стоите позади менде сите и позади Васко, заедно да одиме во кампања, заедно да направиме се за предвремени избори, за демократски избори, за Битола со нов градоначалник, за демократијата во Македонија. Благодарам. Почитувани соборци, драги пријатели, отпорот не запира, отпорот продолжува. Ве повикувам утре на протестниот марш кој започнува од Горно Веро во 17:30 часот, а каде наш гостин ќе биде господјата Билјана Казанџиска. Ви благодарам.